Ова се настаните од денес. Оперската дива Георгиу го отвара Охридско лето. Во театарскиот дел гостува Џон Малковиќ. 50 милиони евра инвестиција на Костал Македонија во Охрид за производство на полначи за хибридни возила. Отворен ден во Охрид за бесплатна правна помош за дискриминација и повреда на човекови права. Охриѓанката Ева Ристова доби инженерски прстен од претседателот Пендаровски. Продолжува трендот на поскапување на угостителските услуги. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Попладне со услови за дожд. Максималната дневна температура 23 степени Целзиусови. Во среда во централна и југоисточна Европа, како и во поголем дел на Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално и со поројни врнежи и појава на невреме. Во останатите делови од Европа претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево време со појава на локална облачност. Во попладневните часови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 20 до 28 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развојна нестабилност, која што локално во западните и северните предели на земјава ќе услови развој на врнежи од дожд и грамотевици, а локално и со поројни врнежи од дожд и појава на невреме. Минималните температури ќе се движат во интервал од 9 до 18 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 19, односно до 29 степени. УВ индексот ќе има вредност 6. Во Охрид во среда ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне развојна нестабилност, која што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Во Охрид во четврток и петок во првата половина од денот ќе преовладува претежно сончево и топло време. Во попладневните часови локален развој на нестабилност кој што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Утринската температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 25, односно до 26 степени. Во сабота умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети.
Вид крем за депилација 139 денари. 10 индомине нудли 119 денари, M&M 89 денари, риба ослич 169 денари, лосос котлети 279 денари, сурими стапчиња 59 денари, пиле ситно перутнина 249 денари, екстра посебна 195 денари, вегета 250 грама 89 денари, 500 грама 159 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Големи имиња над звезди на небото на годинешниот фестивал Охридско лето, со грандиозен концерт на светската оперска дива, сопранот Ангела Георгиу од Романија и оркестарот на Националната опера и балет на Романија на 12 јули на сцената на Античкиот театар ќе биде отворено 63-тото издание на фестивалот. Во следните 40 дена на фестивалските сцени ќе биде приредено богато фестивалско доживување со познати домашни и светски уметници, меѓу кои светски познатиот актер, продуцент и режисер Џон Малковиќ. Светската оперска дива, сопранот Ангела Георгиу од Романија и оркестарот на Националната опера и балет на Романија под диригентската палка на Теодорашко Артаманов на 12 јули со грандиозен концерт на сцената на Античкиот театар ќе го отворат 63-тото Охридско лето. Фестивалските вечери на годинешното издание ќе донесат уметност значајна за културниот развој како на Охрид, така и на целата држава. Ќе создадеме уште едно неповторливо доживување за нашата верна публика. Секое возвишено и успешно издание на Охридско лето започнува со најголемите, најславните, највозвишените уметници ширум целиот свет. Сопранката Ангела Георгиу важи за најгламурозната оперска звезда. Незиниот прекрасен глас ја прави сцената блескава секаде каде што настапува по светот. Се вбројува во најдобрите изведувачи во историјата на операта, со исклучителен вокал, техника и длабока драмска и музичка интелигенција. Големо име годинава фестивалот има и во драмската програма. Во Охрид доаѓа светски познатиот актер, продуцент и режисер Џон Малковиќ. Американската филмска звезда со проектот во режија на Михаел Штурмингер
вечер на Џон Малкович, во придружба со сопраните Чен Рейс и Сузан Ленгбейн и оркестарот на Виенската академија е најексклузивниот гостин кој ќе се запише во листата на најголемите уметници кои настапиле низ фестивалската историја на приказната Охридско лето. Посебно горда на годинашната музичка програма и сигурна сум дека мојот избор на музички уметници ќе предизвика огромен интерес кај стручната публика и кај јавноста, кажа селекторката на музичката програма Бисера Чадловска. Од светските имиња ќе издвојам неколку. Светски познатиот виолинист Немања Радулович и оркестарот Double Sense, Френк Дупре Джез Трио, како и рецитал на Френк Дупре, виолинистката Ирина Муресану со оркестарот Феймс, камерниот оркестар Кончертанте од Ниш, кларинетистот Пабло Бараган заедно со пианистот Елоис Белакон, камерниот ансамбл Ла Спања од Шпанија, дувачки камерен ансамбл Камерата Академика од Словенија, виолинистот Роман Симович, светски познатиот пианист Алексеј Ботвинов, концерт на Јозеф Тавардос на уд и уште многу други исклучителни уметници. Од домашните имиња ќе имаме можност да ги слушнеме пианистите Дино и Мери, Мимоза Кека со индивидуални рецитали, пиано дуото Гелебешеви, триото Аура, традиционалниот концерт на музичка младина на Македонија, ден пред свеченото затварање, хорот Про Арс под диригентство на Сашо Татарчевски, а за роденденот на фестивалот на 4 август ќе слушаме фадо музика во изведба на Жоано Аменодоира, Педро Аменодоира и Жоао Филипе. Големи актерски имиња, големи режисерски имиња, големи наслови, големи театарски доживувања, најави и селекторката на драмскиот дел Сања Арсовска. Театарската програма за годинашното Охридско лето ја нарече Издание на големите. Театарската програма ја отвора Стивен Фридмен и оф-Бродвеј представата Бикот на Фаларис. 26 јули 2023 година, како што веќе кажа директорката, ќе остане запаметен по тоа што Охридско лето ќе приреди историски настан, носејќи една од најголемите светски глумачки имиња на сите времиња, Џон Малкович. Представата пеколна комедија, исповедта на еден сиријски убиец, во режија на Михаел Штурминген, 29 јули е резервиран за уште една голема представа, Ана Каренина, во продукција на Увидјех из Инхаш од Нови Сад, а во режија на нашиот Дејан Пројковски. На 6 август Охридско лето има првата премиера од домашна продукција. Театарот Джинот од Велес со представата Едвард II во текст на Кристофер Марлове, режиран од европскиот авторитет, украинецот Андреј Жолдак. На 10 август го имаме Охридскиот народен театар со Сеирожа е туп од Димитри Данилов, а во режија на Дајана Николовска. Прилепскиот театар Војдан Чернодрински ќе го изведе Декамеронот Бокачо, а фестивалската завеса ќе ја спушти најголемата регионална звезда, актерот Милош Биковиќ во представата Лагата од Флоријан Зелер во режија на Никола Љуца, а во продукција на Белградскиот драмски театар. Во 40-те фестивалски денови до 20 август, љубителите на уметноста ќе имаат прилика да уживаат во 34 концерти и 7 театарски представи, а програмата ќе биде збогатена и со балет, изложба на фотографии и промоција на книга. На фестивалските сцени, Антички театар, Долни Сарај, Света Софија и Центарот за култура ќе настапат повеќе од 1000 уметници од над 20 земји од светот. Твојот глас е важен. Реагирај, пријави и спречи дискриминација. Отворен ден за бесплатна правна помош за дискриминација и човекови права на 9 јуни во Охрид. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, опција Охрид и мрежата за заштита од дискриминација на 9 јуни од 11 до 14 часот и 30 минути организираат отворен ден за бесплатна правна помош за случај на дискриминација и повреди на човекови права. Отворениот ден ќе се одржи во Советничката канцеларија во општина Охрид. Ги повикуваме сите граѓани кои се сметаат дека се жртви на дискриминација и прекршување на правата да дојдат, да се советуваат и да добијат помош за решавање на проблемот. Граѓаните ќе можат да добијат точни информации за своите права од Законот за спречување и заштита од дискриминација, можностите за нивна заштита, поврзување со други услуги и за начинот и условите за аплицирање за бесплатна правна помош. Граѓаните исто така ќе можат да поднесат преставка на записник кај членот на Комисијата за
за спречување и заштита од дискриминација Игор Јадровски, велат од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Особено ги повикуваат граѓаните од маргинализираните заедници кои, како што велат, континуирано се соочуваат со дискриминација и други повреди на права, како лица со попреченост и нивни родители, лица од немнозински етнички заедници како турци, египтјани, роми, бошњаци и други, ЛГБТ луѓе, луѓе што употребуваат дроги и се лекуваат од зависност, лица со ретки болести, сексуални работници, бремени работнички, жени од социјално ранливи категории и други. Услугите за правна помош и советување се доверливи, односно информациите кои ќе ги споделите ќе останат само помеѓу вас и правникот, се вели во повикот. Целта на отворениот ден е да се обезбеди пристап до механизмите за заштита од дискриминација и пристап до правда и на долг рок да влијае на унапредување на еднаквоста во општина Охрид. Настанот е дел од проектот Видливи, здружени и гласни, акција за еднаквост и недискриминација преку учество и мултисекторска соработка поддржан од програмата Цивика Мобилитас. Твојот глас е важен, реагирај, пријави и спречи дискриминација, се вели во соопштението. Нова, трета поред инвестиција на германската компанија за изработка на делови компоненти за автомобилската индустрија Костал, која во земјава годинава одбележува 7-годишно постоење. Станува збор за нов инвестициски проект на Костал Македонија во Охрид за производство на полначи за електрични и хибридни возила. Проектот ќе се реализира во периодот од јули 2023 до декември 2026 година во вкупна вредност од речиси 50 милиони евра. Нова трета поред инвестиција на германската компанија за изработка на делови и компоненти за автомобилската индустрија Костал, која веќе 7 години работи во земјава. Станува збор за инвестициски проект на Костал Македонија во Охрид за производство на полначи за електрични и хибридни возила, кој што ќе се реализира во периодот од јули годинава до декември 2026 година во вкупна вредност од околу 50 милиони евра. Компанијата во Охрид, која денес брои околу 1000 вработени, дополнително ќе ангажира уште 300 работници. Тоа се 50 милиони евра само во технологија и опрема. Овде не значи доградба на објекти или некаков друг вид на инфраструктура, туку чисто технологија и нови производствени линии. И во овие и креирање на минимум 300 дополнителни вработувања во тој временски период. Од гледна точка на технологијата, тука ќе дојдат најновите системи за плагин хибридни и електрични возила на Volkswagen групацијата. Со новите инвестиции, Костал групацијата во земјава очекува 5-кратно поголем пораст на годишниот обрт. Од минато годишните околу 100 милиона годишен обрт, ние планираме до крајот на оваа декада да стигнеме со обрт од над 550 милиони евра, што значи дека би се зголемиле или били пораснале повеќе од 5 пати. И тоа значи дека со овие дополнителни технологии, тоа значи дека најголем број од новите вработувања нема да бидат само луѓе кои ќе работат на производна линија, туку ќе значи дека тоа значи вработување на инженери, на техничари. Заедно со предходните две фази вкупните реализирани инвестиции на германската компанија Костал во Македонија ќе достигнат околу 150 милиони евра. Охриѓанката Ева Ристова, една од 12 добитници на инженерски прстен за 2023 година. Председателот Стево Пендаровски денеска ги врачи инженерските прстени за најуспешните дипломирани студенти од македонските факултети што негуваат инженерски дисциплини. По строги критериуми од трите државни универзитети во земјава, охриѓанката Ева Ристова се издвои како една од 12 најдобри кои го понесуваат епитетот добитник на инженерски прстен. Ева Ристова е дипломиран инженер на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и интериер при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Во понеделник, 12 јуни, Ева ќе добие и златник од Универзитетот Свети Кирил и Методи како најдобар дипломиран студент за 2021-2022 година. Манифестацијата Инженерски прстен, која традиционално е под покровителство на председателот на државата, а во организација на Инженерската институција на Македонија и на Комората на овластени архитекти и овластени инженери, се одржа во председателскиот кабинет. Продолжува трендот на поскапување на гостителските услуги. Кумулативно во периодот јануари-мај 2023, во споредба со истиот период од минатата година, цените на угостителските услуги се покачени за 13,5% соопшти Државниот завод за статистика.
Цените на угостителските услуги во земјава продолжуваат да се зголемуваат. Во мај годинава, во споредба со април оваа година, цените на угостителските услуги се зголемени за 1,2%. Во однос на мај лани пак, растот на цените е 13,4%. Кумулативно, во периодот јануари-мај 2023, во споредба со истиот период од минатата година, цените на угостителските услуги се покачени за 13,5%, соопшти Државниот завод за статистика. Споредено по групи на услуги, во мај во однос на април зголемување забележано во групите храна за 0,7%, алкохолни пијалоци за 0,1%, безалкохолни пијалаци за 0,9% и ноќевања за 3,7%. Кристијан Шишковски од Охридската гимназија ќе представува Македонија на Олимпијада по физика во Токио. Ученикот од 4-та година Кристијан Шишковски, заедно со уште 4 ученици, е избран да ја представува Македонија на 53-та меѓународна олимпијада по физика која ќе се одржи од 10 до 17 јули 2023 година во Токио, Јапонија. Селекциониот надпревар се одржа на 29 мај во организација на Друштвото на физичари на Македонија, каде учество зедоа 25 ученици кои покажале најдобар резултат на државниот надпревар по физика. Според покажаните резултати, матурантот Кристијан Шишковски влезе во групата од 5 најдобри ученици кои ќе ја представуваат нашата земја на предстојната меѓународна олимпијада во Токио, информираат од училиштето. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Јужната команда на украинската армија рано утринава соопшти дека руските сили ја кренале во воздух браната Каховка на реката Днепар кај Херсон. На социјалните мрежи се споделуваат шокантни снимки од овој крај, каде водата во текот на денов ќе ги поплави околните места. Како што јави руската агенција ТАСС, водата веќе се искачила за 10 метри, што значи дека на повидок е катастрофа. Русите и украинците меѓусебно се обвинуваат за уништување на браната, додека во тек е итна евакуација на локалното население. За сега 22.000 луѓе кои живеат во 14 населени места во јужниот дел на украинската област Херсон се во опасност од поплави по експлозијата на браната. Рускиот градоначалник на Нова Каховка рекол дека дел од градот е исклучен од снабдувањето со електрична енергија поради безбедносни причини. Украинскиот председател Володомир Зеленски го нарече терористички чин и нагласи дека свикал состанок на Советот за национална безбедност и одбрана. Браната Нова Каховка ја минува огромната украинска река Днепар, задржувајќи голем резервоар со вода зад себе. Самата брана е висока 30 метри и широка стотици метри. Изградена е во 1956 година како дел од хидроцентралата Нова Каховка. Големиот резервоар содржи приближно ист волумен на вода како големото солено езеро во Јута. Срушената брана може да ослободи зид од вода и да ги поплави населбите под неа, вклучувајќи го и Херсон, кој украинските сили го ослободија кон крајот на 2022 година. Водата од акумулацијата го снабдува полуостровот Крим на југ, кој Русија го анектираше во 2014 година, како и најголемата во Европа нуклеарна централа Запорожје. Затворениот руски дисидент Алексеј Навални од денеска ќе се соочи со ново судење за обвиненија за екстремизам. Правниот случај се очекува да се занимава со наводите за екстремизам. Според неговиот адвокат, Московскиот градски суд ќе го седне во казнениот камп на 260 км североисточно од главниот град на судење затворено за јавноста. Доколку биде прогласен за виновен, на 47 годишниот Навални, најистакнатиот противник на председателот Владимир Путин, му се закануваат уште 30 години затвор. Тој веќе отслужува 9 годишна затворска казна, од која досега одлежа повеќе од 2 години. Вкупно, судството формулираше 7 нови обвиненија, вклучително и основање и финансирање на екстремистичка организација и минимизирање на нацизмот. Навални ги негира обвинувањата. За потсетување, тој беше отруен со нервен агент за време на патувањето во Сибир во летото 2020 година. Иран денеска го представи она што официјалните лица го опишаа како негова прва хиперсонична балистичка ракета од домашно производство Фатах. Ова го објави официјалната новинска агенција ИРНА, која најверојатно ќе ја зголеми загриженоста на Западот за ракетните способности на Техеран. Иранските државни медиуми објавија слики од проектилот наречен Фатах на церемонија на која присуствуваа председателот Ебрахим Рахиси и највисоките команданти на елитната иранска револуционерна гарда. Хиперсонични проектили може да летаат најмалку 5 пати поголема од брзината на звукот и на сложени траектории, што го отежнува нивното пресретнување.
Европската унија побара од компаниите поврзани со социјалните медиуми, вклучувајќи ги и Google и Facebook, веднаш да започнат со означување на содржините произведени од вештачка интелигенција. Брисел исто така го предупреди Твитер дека ќе се соочи со санкции доколку не ги почитува новите закони за дигитални содржини кои стапуваат на сила на 25 август ширум Европската унија, пишува Guardian. Европската унија дополнително побара од Facebook и другите платформи да инвестираат повеќе во проверка на точноста на информациите на јазиците на малцинствата и во Источна Европа, бидејќи Брисел смета дека руските кампањи за дезинформација се закана. Ова не е само работа. Русија сака да ја поткопа поддршката на јавното мислење на граѓаните на Европската унија за помош на Украина, изјави подпредседателката на Европската комисија Вера Јоурова. Таа го критикуваше Твитер што пред 2 недели одлучи да не го почитува така наречениот кодекс на однесување на Европската унија, со кој се согласија 44 технолошки компании, вклучувајќи ги YouTube и TikTok. Јоурова одлуката на Твитер ја нарече грешка и рече дека оваа компанија избрала конфронтација наместо соработка. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Имајте пријатен ден.